Маки Гриткова важи за еден од најпознатите дизајнери во Македонија. Со години предава на Универзитетот во Приштина, а не крие дека модните брендови кои што ги создава се поред незините деца Ева и Лазар. Денеска моје друштво во Репортер. Здраво. Како си? Одлично, мило ми е што ја прифати мојата покана да ми бидеш денеска гостин, ама прво да те озвучиме. Ајде. Ти го отвори неодамна модниот фестивал во Скопје. Твојата ревија нели беше ревија за отворањето. Кажи ми, ете како беше чувството после подолго време да се представиш на некој моден настан кај нас? Па кај нас реално откако настапи пандемијата, глобала во свет престанаа тие сите случувања, така да кажам. Па така и кај нас немаше некои модни случувања во последните неколку години. Јас се фокусирав на онлайн продажба, повеќе преку социјалните медиуми, еве Инстаграм како платформа можам да го земам. Добив покана од организаторите на Скопскиот моден фестивал, дали би сакала да го отворам овогодинешниот Скопски моден фестивал. Со задоволство прифатив, бидејќи некако се поклопија работите да мојата нова колекција беше во процес на изработка, со датумот каде што требаше да се представи и се убрза процесот нормално, нели? Значи се тоа нови парчиња кои што ги представи сега. Токму тоа е нова колекција. Колку модели представи всушност на модната недела? Представив 10 аутфити, бидејќи јас спремав една капсуларна модна колекција каде што требаше презентацијата да биде во некоја поинаква форма, но еве како ми понудија на Скопскиот моден фестивал, толку успеав бидејќи е капсуларна. Да, секако во процес на изработка беше, но толку ми беше и целата идеја, првичната идеја за да се изработи самата колекција во еден аутфит. Нормално не се состои само од едно парче облека, има и по 2-3 парчиња облека, така да од прилика околу 20 парчиња можам да кажам, кои што се представија на ревијата. Што ти беше инспирација за создавање на оваа колекција? Мене вечна инспирација ми е жената како форма, но она сам уверена жена која што знае што сака, не следи слепо трендови, бидејќи јас првично не сум таква. Јас имам парчиња облека по 10-15 години кои што ги носам. Мене не ми инспирира моменталниот тренд кој што е актуелен и кој што е сезонски и за сега и следната сезона нема да се носи. И какви се првичните реакции еве сега од луѓето што ги видоа твоите парчиња што беа на модната ревија? Јас првично представив еден фустан, правевме крштевка на киркичката и направив, пошто беше веќе изработен, а се работеше и самата колекција и го испрезентирав. Скоро еден месец пред самата колекција, пред самата нели ревија, и добив многу позитивни коментари од луѓе, од клиенти кои што ме следат, кои што купуваат од кај мене. И како ја представив самата колекција, значи добив баш онака позитивен фидбек и можам да кажам доста многу нарачки во краток временски период. Дали сметаш дека си ти најдобриот модел за твоите креации? Бидејќи ти често објавуваш слики на социјалните мрежи на кои што го носиш она што го креираш. Мене сопругот многу одамна, значи години наназад, цело време ми зборуваше дека како јас ќе облечам парче облека и дека најдобро го презентирам и дека клиентите веруваат на мене и купуваат од мене. Јас тоа на некој начин добро и окей, али ајде, професионално мора да се работи со манекенки и со сето тоа. Како што следува и целиот еден процес во една модна индустрија. Сватив низ годините наназад дека како јас ќе облечам и ќе објавам нешто мое, веднаш добивам нарачки од истото тоа парче и сватив дека на некој начин клиентите ми веруваат на мене. И добро, дали врз база на еве сето ова што ми го кажеш, се сметаш себе си за моден инфлуенсер кај нас? Моден инфлуенсер? Знаете како, пред 6 месеци кога ми поставуваа прашања дали ти се сметаш за инфлуенсер во Македонија, јас кажав дека мојата професија не е инфлуенство. Јас имам сосема различна професија, пред се сум моден дизајнер и професор на универзитет веќе 7 години. Како моден инфлуенсер можеби тоа спонтано настана така што
пред се мојот Инстаграм профил го користам за презентација на твоите модели, на да. моите модели. Значи јас облека од други дизајнери, од други брендови не презентирам, единствено ако нешто купам па ќе тагнам и ќе ме да прашаат. прашам, дали еве ти се случува да облечеш парчиња од друг македонски дизајнер? Да. Секако јас поддржувам се што е добро. Значи јас немам суета дека јас треба да бидам облечена само во мои парчиња облека, купувам од секаде, може да ми се случи да купам парчи за 500 денари, јас тоа не го кријам, ако добро знаете да го искомбинирате, тоа може да изгледа перфектно и многу скапо, но добро искомбинирано. Ти си родена во Штип, кој што е познат како градот на конфекцијата во Македонија. Да, на текстилот. Дали нека, не знам, мајката или некоја твоја баба, тетка, некоја роднина те работела во тие фабрики за текстил и дали можеби тоа било као иницијална мисла дека сакаш да се занимаваш со мода или нешто сосема друго било инспирација да почне твојата модна приказна? Не, воопшто никој од мојата блиска фамилија не се занимава со конфекционерство и со текстил. Јас сум родена во уметничка фамилија, татко ми е композитор, брат ти е музичар. Брат ми е музичар исто, да, така да ние цел живот сме задоени со музика. И практично јас многу сакав да пеам како мала и многу пеев. Имаш талент? Да, но кога доаѓа кај татко ми да купуваат песни, видни пејачи, сам нема да именувам нели сега нормално со имиња, видни пејачи, жени кога доаѓаат демо снимките јас им ги пеев, затоа што друго е кога машки вокал ќе го испее тоа, друго е кога женски вокал ќе го испее. Добре, дали некој тие демо снимки може да се слушна некаде сега? Па не сега? знам, татко ми на касети, тогаш имаше радио со касети, не имаше ни цедиње, ни ништо, тоа е многу одамна, пред 30 и кусур години. И јас цело време сакав да пеам, пеев на Весело Штурче, тогашното нели кога што беше во Штип. И татко ми цело време зборуваше како ќерка му нема да биде пејачка, бидејќи таа професија не е за жена. Мислам, во тоа време нели знаеме како сето тоа се одвиваше и функционираше. Јас многу имав желба и многу имав талент. Цело време ме форсираше дома да пееме во два гласа, да ме тренира нели на некој начин. Се уште пеам убаво, но се пеам дома и имаме караоке. Пееш на децата? И имаме караоке и друштво кога се собираме, микрофонот е моја алатка цело време. Така добре, да... како тргна тогаш модната приказна? Модната приказна јас од мала многу, мислам, пошто ние сме, пак ќе кажам, уметничка фамилија, сите настроени кон уметност, јас сите фустани на мајка ми која што ги имала, уште од мала ги имам дизајнирано, значи сечено, тоа не е венчаницата која што не е како што била или некој фустани, се сеќавам еднаш, се враќа она од работа, пред да се врати, јас со другарка ми од мало, зимаме кеси од прашок, во тоа време прашокот беше со оние кеси со рачки, значи како пазарските кеси сега за во маркет. И јас направив од две кеси сукња со горендел, практично. Па не беше баш со прерамки, со све беше онака, да. И си дојде мајка ми и ме виде, мислам, и онака пријатно изненадена, нејзините штикли облечени и сите барбики кои што ми ги купува, јас си шиев облека. Многу сакав да се занимавам со оваа професија и во ниеден момент моите ме немаат сопрено. Кога се пресели од Штип во Скопје? Значи, јас студирав во Белград. После Белград живеев кратко, може година дена овде, бидејќи имав некои проекти во за театарски представи, изработував костими. Се вратив во Штип, таму... Го отвори првото ателје во Штип, ако се сеќавам? Да, и работев на Технолошкиот факултет во Штип како асистент, таму работев 5,5 години. После тоа сватив дека таа работа стереотипна, значи само професорска, мене ме кочи и ме уназадува, да. И дека мојата креатива не избива на површина и сватив дека таа работа е за мене, но како part-time, не како full-time.
и се пресели во Скопје, почнав овде да работам и така, нели, целиот живот и процес и сопруг, деца и... Ти направи некоја пауза во својата професија и кажа дека пораѓањето на децата всушност ти биле инспирација за да ги создадеш двете колекции кои што ги имаш сега. Да, ја всушност направив пауза, таа пауза додека работев на Технолошкиот факултет во Штип. Потоа работев за некои компании, модни компании овде, не лично за свој собствен бренд и тука исто беше таа пауза од неколку години. Како се роди Лазар, всушност еве наполни година, пред да наполни година дена, јас сватив дека треба повторно да настапам со тоа што јас најдобро знам да го работам и го се ребрендира во Елеазар. И... Да, кажи ми, тоа е многу интересно име. Од каде е идејата за името? Елеазар е всушност еврејско име. Лазар е изводок од името Елеазар. Всушност брендот е насловен по мојот син. Но Елеазар звучи светски и мокино. Сега, другиот бренд е па Совршен пари, тоа е инспирирано од твојата ќерка, Ева. Да, тој се роди во време на пандемија. Долго така имав некоја идеја која што ајде ќе направам нешто и за деца, нешто ново, нешто кое што можеби ќе се пробие за време на пандемија. Му ја кажав идејата на сопругот и он беше многу скептик и само вака ми кажа, пошто за тие што не знаат, Совршен пар е меки кукли облечени во исто дизајнерско парче облека како самото дете. Да, значи како куклата е пар на самото дете. Затоа што сите ние нели сме сакале како мајките да се облекуваме како дете. Да, како детето е мајка, а ова е детето на дете. Да. И јас кога му испрезентирав идејата на сопругот, он само вака ми кажа: "Маја, ова ти е катастрофа. Ова е како Чаки филмот." И јас, значи ова вака само вика, ама знаеш што? Знаеш ти дека јас се што ќе кажам дека е катастрофа, тоа се остварува и тоа секогаш прераснува многу големо нешто. Значи секогаш е така. Добро, дали му прости што ти каже дека идејата ти е катастрофа? Не му простувам затоа што јас се што ќе направам на него, ако не му се свиѓа, тоа највеќе се продава. А се што му се свиѓа на него, тоа е така, просечно проаѓа. И тоа го имаме констатирано низ годините наназад. И јас само му реков: "Супер, фала ти многу, значи многу ќе се продава. Многу ќе се продава, што на тебе не ти се допаѓа идејата." И вика: "Добро, не значи ако на мене не ми се допаѓа дека нели нема да функционира сето тоа." И јас почнав и онака викам: "Ајде додека седам дома досадно, ќе правиме нешто, ќе чисто еве некои 10-15 пакети месечно да се продаваат, чисто колку да имам занимација, не ми беше тоа за финансиски приход, него така да имам занимација да не ми биде досадно и децата да ги вклучам и тука така да наоѓаме некоја плюс занимација околу целиот процес освенчување на деца." И тоа како тргна, прв, втор, трет месец, јас реално не можев да постигнам од нарачки. Усвари сум го погодила тајмингот затоа што во време на корона никој не правеше родендени на своите деца. Не вложуваа пари во родендени, бидејќи се беше нели затворено. И сите сакаа да купат облека за да ги сликнат децата и да им остане како некој успомен. Усвари го фати вистинскиот тајминг. Некако се поклопија коцките и така настане Совршен пар. Сега ние ќе одиме на кафе да седнеме, меѓутоа пред да стигнеме на кафе, кажи ми само што ова, дали е потешко да се дизајнира облека за дами или за деца? Па не можам да кажам. Што дете е поголем предизвик тогаш? Не, мајките малце се специфични кога станува збор за нивните деца, но со меѓусебна комуникација се наоѓа некој баланс и супер функционира. Не можам да кажам дека и тоа или едното или другото е потешко. Ако работата представува задоволство, работата не е тешка. Значи работата е убава. Јас си ја сакам работата, јас навистина уживам во мојата работа и мене работата не ми е тешка. Мене ми е тешко кога немам работа. Добро, за мажи си креирала некогаш нешто? Само за сопругото дела некој и цело време ми збори: "Ајде, као зошто не почнеш?" И за машко викам: "Не, вие сте премногу комплицирани, не можам и во тоа да се впуштам, тогаш треба, не знам, уште 3 жени дома да си најдеш и да организираш се околу домашните активности, така да не можам." Време ни е кафе, да одиме да пиеме, да се освежиме, да го продолжиме муабетот.
Мене беше многу интересна твојата свадба, односно венчаницата која што ја носеше. Свадбата беше, медиумите пишува во стилот на големиот Гетсби, венчаницата беше целата со чипка. Дали ја дизајнираше самата или некој ти ја направи? Значи, кога правевме ние свадба, ние воопшто не сакавме да биде тоа класична свадба, бидејќи ниту јас, ниту сопругот сме љубители на такви свечености. И направивме една мала забава за нашите најблиски пријатели. Јас дојдов на идеја да биде тематска забава, веќе кога се најблиските нели пријатели можеше да ја кажеш на некој начин и како да во кој стил да се облечат. Идејата ми беше да биде Грејс Гетсби. Направив нели нормално целосно декорирано, сите гости го испочитуваа сето тоа што мене толку убаво ми беше баш пред сега на годишнината од 5 години од брак ја гледавме свадбата заедно со децата и се враќаме на некои доживувања и моменти како било за време на нашата веселба. Венчаницата ја правев мој дизајн. Ми помогна еден колега, морам да го поздравам, Александар Рашкович, заедно да ја работевме, но мој дизајн заедно со набавка на материјала, со се, значи практично сама ја работев. Меѓутоа ти кажуваш дека при свадбата сте направиле свадбена фотосесија со сопругот и дека ти на таа свадбена фотосесија носиш некој розев фустан, а розевата ти е најнеомилена боја на свет. Добар ден, кога ги гледаш тие слики, дали жалиш за изборот на гардероба или си викаш ма не, супер е сепак на крајот? Ма ја не знам што ми било во тој момент, искрено не знам, затоа што јас последна боја што ќе ја изберам е розева. Дури и Ева не ја облекувам во розево. Сега она више 3 години ќе наполни и бира и сака да е тоа розево и со супергерои. И јас не можам да го скратам на неа сето тоа задоволство и нормално и дозволувам затоа што секој дете треба да има свој сопствен став. И тоа што го сака треба да го добие. Не може од мали да ги сечеме и да ја викаме не може, ќе ме слушаш мене. Подоцна и во животот претпоставениот ки рече нешто не рече добро, борете така. Значи треба да има свој сопствен став секој дете и дозволувам. Не знам што ми било во тој момент со таа розова боја, сепак е некоја пастелна, не е магенда пошто или пембе боја, како што е сега актуелно. Јас не жалам за изборот, искрено убаво тоа изгледа. Да, фотографиите се многу убави и таму носиш патики. Па да, носам патики цело време и така не е она класична фотосесија со, не знам, фустан, со пренападно сето тоа така. Природно отидовме на водно, ајде да се сликаме чисто како да ни остане некој спомен пред свадбата. Колку те смени мајчинството? Многу ме смени, како и секоја мајка се надевам дека е така, затоа што претходно сме живееле во некој друг свет, сме имале некој друг начин на функционирање и живот, но со мајчинството некако јас сум многу посветена на децата, мене децата ми се на прво место и се ориентирам според нив. Ти на крајот на модната ревија всушност излезе со твоите деца на сцената нели пред публиката. Какво искуство беше тоа за нив? Дали им беше нешто невообичаено, прв пат што го доживуваат? Па јас не им кажав, последната ревија кога ја правев, Лазар беше отприлика околу година и пол исто го земав со мене на сцена, на писта, но тој не се сеќава. Сега не очекува затоа што не им кажав, само ги земав од публика. Лазар на сите видеа и слики е намрштен со фаца. На тебе? Да, људ зошто сум го зела и зошто он мора да шета и сите да го гледаат, бидејќи сега е во некоја фаза каде што има свој сопствен став и кажува дека он не сака да го постирам по социјални медиуми и он е голем и тоа е негов став и да не го сликам и да не го постирам, јас го почитувам. Чисто на социјалните мрежи објавуваш лични работи врзани со тебе. И мислам дека предизвика многу големо внимание пред некој во времето на короната всушност кога ги објави лузните од царските резови. Ти не кажеш дека децата ти се родени предвремено. Ти ми кажа, јас имав сосема нормална бременност и не очекував дека ќе се породам пред време. Двете деца рече ти се родени во 34-та недела. Да. Дали беше исплашена во првиот момент кога дозна дека ќе се породиш пред време? Знаете како, јас тоа го направив со цел да им помогнам на идните мајки, на мајките кои што се соочиле со истиот проблем како мојот, што имаат дечиња кои што се предвремено родени. Со Лазар имав најнормална бременост, идев на часови за јога, за бремени жени. Значи тоа беше
како совршена бременост, уредни тестови, испитувања, најнормална бременост. Во еден момент беше 22 декември, сопругот беше на предновогодишна забава. Јас бев сама дома во стан, се спремав да одам на часови за јога некаде околу 5 попладне и гледам дека сум прокрварела, му се јас трезвено све му се јави на мојот доктор и само му кажав, вика не паничи, спремај се и дојди да видиме што е работата. Че јас нормално се спремав, отидов во болница, не прегледа. Они ми рече, Маја, мора да те задржиме, вика, ќе мора и да ме пораѓаат. Јас дури тогаш му се јавив на сопругот. Значи не знаеш од предходно? Не, воопшто, да не го паничам, можеби не е ништо, зашто да го паничам и да му уништувам вечерта. Му се јавив и нормално он дотрча со брзината на светлината во болница. Јас практично во околу 6 часот отидов во болница, отидов во 8:15, мене во 8:10 часот ме породија. Итен царски, затоа што плацентата одлепена и знаеме нели кога ќе се одлепи плацентата, сите токсини навлегуваат во бебето и овде беше прашање или животот на мајката или животот на бебето, но детето беше во некоја супер гестацијска недела, 34-та, каде што го ме породија и го ставија во инкубатор. Ти всушност ти кажа тогаш дека тоа ти биле можеби најтешките денови заради тоа што сама се врати дома, детето остана во болница. Да, додека бе во болница, значи одев и го гледав, нели нормално колку можам да го видам бидејќи он е во инкубатор, но најтешкото нешто за мене беше кога всушност излеговме од порадилна сала и сите излегуваа со бебиња, ние отидовме сами дома со празни раце. Значи јас породена без стомак и без бебе. И отидовме дома, нова година дочекавме сами, без бебе, бебето во болница. И после известно време, значи го земавме, он беше околу 20 на дена во инкубатор и тука почна целиот процес на учење на доење. Јас бев цврсто убедена дека ќе дојам, дека детето ќе Не доеше? Доев. Ќе прима мајчино млеко, се измолзував 20 дена додека беше во болница за да одржам лактација. И да, ги доев и двете деца. Со ќерката па беше полесно. Ти велиш дека иако се родила мала, сепак не била во инкубатор, туку тие заедно сте си заминале дома. Па да, они се родени иста гестацијска недела, иста килажа, но она беше само на обсервација, значи не беше ставена во инкубатор. Образложението на докторите беше дека девојчињата се многу поцврсти, појаки за разлика од момчињата. Ние имаме уште еден краток муабет, а тој е врзан со твојата работа на факултетот во Приштина. Ама да го допиеме кафето и одиме на следната локација. Ајде. Јас се во најавата кажав, меѓутоа и сега спомнав дека ти си долги години професор на Универзитетот во Приштина. Кажи ми па таа приказна како тргна? Па јас реално 5 години, како што кажав, 5,5 години работев првично на Технолошкиот факултет во Штип како асистент. Си дадов отказ и потоа работев и на некои други универзитети овде во државава како професор. Добив понуда пред 7 години конкретно за тој приватен универзитет во Приштина. Предаваш дизајн, така? Да, предавам моден дизајн. Еднаш неделно имам предавања, патувам, бидејќи Приштина е многу блиску. Така да, 7 година како трае таа љубов помеѓу мене и Приштина. Каква е модата па на Косово? Колку младите го прифаќаат западниот стил, да речеме, на облекување? Колку се разликува модата таму во однос на македонската мода? Значи, можам да кажам, кој не бил на Косово последните, конкретно во Приштина зборуваме, последните години наназад пропуштил многу, затоа што многу следат светски трендови. Навистина се напред со модата, не е тоа што ние го замислуваме за Косово порано што било. Јас пријатно сум изненадена тоа како девојките се облекуваат, како прифаќаат мода, како се однесуваат во однос на мода. До некаде може и светлосни години понапред се од нас, за жал, али конкретно ова е само за Приштина. Во другите градови не знам како функционира, така да не можеме да генерализираме, нели, конкретно Косово со Македонија, бидејќи во Македонија има и други градови, освен Скопје, каде што девојките перфектно се облекуваат.
не можам да направам некоја споредба, бидејќи освен во Приштина, во други градови и не сум била. Меѓутоа, колку е тоа што го гледаш таму ти инспирација за твојата работа и во самите креации што ги создаваш? Па знаете како, јас во Приштина одам само директно на универзитет, држам предавање и се враќам дома. Ретко шетам, бидејќи цело време сум во трка со времето, така да не ми е некоја инспирација да речам, одам да си ја завршам работата и се враќам дома. И што оно што пробуваш да им го пренесеш, односно да ги научиш твоите студенти? Пробувам да ги научам пред се како да направат едно истражување и да направат една колекција. И пробувам да ги научам дека треба секојдневно да работат доколку сакаат да бидат успешен моден дизајнер и дека после завршувањето на студиите само со дипломата не се дизајнери, дипломата може да се урама дома на зид и толку. И треба долги години искуство и работа и секојдневно истражување и секојдневно ѓурење во морето од информации за да може да направат свој сопствен бренд. Добро, што е следно? Каде се гледаш еве себе си за некои 50 години од сега? Јас никогаш не сум се гледала на долгорочен план. Секогаш тоа што го правам за сега, го правам со најголем елан и со полна парја секогаш. Така да не можам да кажам за 5-10 години каде ќе ме однесе животот. Да живеам овде во Македонија би живеела, затоа што мене животот овде ми е многу убав. Јас ја сакам Македонија. Не планирам да се селам и да живеам некаде колку само да живеам во друга држава и да се каже дека сум надвор од Македонија. Сето дека ми е ваква ситуацијата каква што ми е сега и функционирам супер и сум задоволна од мојата работа и моето семејство ги има сите потребни ресурси нели за добар живот, би живеела овде нормално. Каде сум за 50 години не можам да кажам, ќе седнеме пак за 50 години, па ќе видиме, значи тогаш до каде сум стигнала. Фала ти за убавиот разговор и се надевам ќе се видиме порано од тие 50 години, можеби ете на следната модна ревија која ќе правиш. Благодарам и на тебе. Следната година правам 15 години од постоењето на мојот бренд, па така еве планирам и некоја забава да направам, па ќе ве поканам нормално. Ќе видиме гости. Благодарам уште еднаш. Фала ти моја.